ново издание на нашиот подкаст. Го одбележуваме месецот на жената, продолжуваме со теми посветени за женското здравје. Најавивме дека денес имаме гостин од нашата лабораторија за молекуларна диагностика и прецизна геномика во клиника Жан Митрев. Тука е мојата колешка Марија Ѓорѓиевска, магистар по молекуларна биологија и моментално на докторски студии по фармација, така? Да, добро дојдовте. Добро ве најдов, Жаре. Да, прв пат гостувате на подкастот кој што го снимаме, нели, под закрила на нашата клиника Жан Митрев. Долго време не последен пат. Да, сигурно не со оглед на ова што се го имате зад вас како работа и виднина, така, и она што го учите и студирате долго време и вашите колеги комплетно. Так. Што значи оваа лабораторија во една клиника? Чина многу работи кои што за нас, обичните луѓе кои што не се во тој сектор, звучат малку скриено, застрашувачки и слично. Што значи една ваква лабораторија, што се прави во неа, од геномика до диагностика? Така. Малку појаснување на лична карта за вашата работа. Молекуларна биологија всушност опфаќа испитување на ДНК, РНК и други молекули, се со цел за откривање на предиспозиции за разни заболувања, фенотипски карактеристики, некои метаболизам на лекови, ризици за карциноми, ризици за разни заболувања. Потоа опфаќа и диагностика на патогени, односно детекција на патогени кои што може да предизвикуваат инфективни заболувања. Значи, не една ваква лабораторија не опфаќа само генетски испитувања. Како ние што се викаме лабораторија за генетика, така, да, многу пошироко и подлабоко е вашата работа. Туку опфаќа и молекуларни испитувања кои што може да бидат во вид на детекција на патогени, бактерии, вируси, паразити, или пак детекција на молекули кои што покажуваат некакви нетолеранции на организмот и така на. Да, кога зборуваме конкретно еве сега нашиот разговор ќе биде насочен кон женското здравје. Од ова што ми го кажавте, вие сте, да речеме, пред проблемот. Така? Да. Така, вие всушност можете да го насетите здравствениот проблем, да го добро дефинирате и евентуално да насочите кон негово решавање. Најдобро, така? Па всушност нашата лабораторија веќе со целиот развој на ова поле овозможува да имаме да можеме да детектираме проблем уште пред да се јават симптомите, пред да се јават проблемите. Плюс голем број на, да речеме, инфективни заболувања може да се детектират да ги има еден човек, да има некои нејасни симптоми, а да дури и да биде асимптоматски во одреден период, ние тоа да го детектираме и на време да се почне со терапија или третман, да. Додека пак понатаму би се створиле многу поголеми компликации доколку остане нетретирано или се открие дури откако ќе се почне со подлабоки симптоми и клинички слики потешки. И така, што опфаќа молекуларна биологија еве конкретно кога е во прашање жената, женското здравје? Што тука може да понуди вашата лабораторија? Па најпрвен поврзани сме со, еве да речеме, генетски испитувања за тромбофили, генетски испитувања за полицистични јајници, хормонски дисбаланс, потоа интолеранции на храна, молекуларна детекција на сексуално преносливи заболувања. Значи, потоа да се одреди генетски ризик за некои карциноми, како карцином на дојка, карцином на јајници. Така да има доста што може да се... Да, како да пристапи една жена доколку сака да ги направи овие испитувања и проверки? Мислам, дали тоа е само иницијативно или треба да има некаква препорака од претходно доктор? Еве да го појасниме тој процес како се доаѓа до вас. Па има два различни начини, односно два различни пристапи. Некој доаѓа дури откако ќе има проблем, нели? Секако тоа е најиздржано, да речеме, медицински оправдани тие лабораториски тестови.
Меѓутоа, постојат и индивидуи кои што сакаат да си ги знаат пред време ризиците, затоа што тоа е посебно важно и во случај каде што има фамилиарна историја за некои заболувања, па личноста сака да се ги знае генетските ризици, за да понатаму знае колку често какви превентивни мерки да се преземаат, дали често контроли, какви начин на живот, дали да се промени и слично, така што може да се дојде да се прават испитувања генетски и молекуларни откако ќе се јават симптоми или пак уште пред време со цел за превенција, скрининг и запознавање со ризиците кои ги носиме. Така, колку е важна превенцијата, еве конкретно како се одвива текот доколку превентивно дојде некој да направи такви испитувања и најдете некаков наод. Како тече тогаш процесот? Па превентивните испитувања во клиниката се обавуваат сите други дејности, дури лекувањето доколку е потребно, така. Така, да. Но се започнува од вашите анализи. Па, кога почнува од нас, кога пациентот сака да се ги знае, да речам, ризиците и предиспозициите, всушност ова е многу важно за превенција ваквиот тип на испитувања. Во случај да се детектира, да речеме, некој ризик за развој на карцином на дојка. Во тој случај се прави генетско советување според светски здравствени препораки колку често треба да се оди на какви прегледи, на какви снимања, во начинот на живот, да речем здрава исхрана, здрав начин на живот, без конзумирање алкохол, цигари и слично, без стрес. Се даваат препораки, се дава препорака како лекар да се упати понатаму. Со кои дејности најчесто комуницирате кај нас? Па, благодарение на тоа што ги имаме сите дејности во клиниката, зависно, секој индивидуа е сосема своја приказка, така што имаме пациенти кои што имаат, да речам, гастроинтестинални проблеми, пациенти со репродуктивно здравје, пациенти со гинеколошки проблеми, така што упатуваме кај различниот доктор кој што би помогнал. Некогаш пациенти со дебелина, па нутриционист ќе препорачаме, значи се зависи од пациентот каква проблематика има и така соработуваме буквално со сите дејности од клиниката. Колку опремена е оваа наша лабораторија, колку вие како професионалци кои што работат во неа сте инволвирани или следите она што се случува во светот, а е во ваша дејност. Да кажеме на гледачите колку сме современи, да речеме, во работата. Лабораторијата е најсовремена, значи во однос на апаратура, во однос на методи кои што се користат, во однос на имаме еден дел кој што се бави со наука, односно се постојано си одржуваме научни клубови, односно предавања на теми од светски пронајдоци, светски истражувања, така што постојано сме во тек со настаните, па дури и вклучени во наши истражувања со светски достапни датотеки, обработки и слично, се со цел да постојано се надоградуваме како персонал, а во однос на опремата која што ја поседуваме, секако имаме можност за секакви испитувања од таргетирани тестови кои што се со real-time PCR методи, секвенционирање таргетирано, па дури масивно паралелно секвенционирање на цел екзом, на цел геном, на над 25.000 гени, за клиничка диагностика, за превенција, односно запознавање на ризиците генетски кои што ги носиме. Во тој аспект можеме многу да понудиме. Да. Еве конкретно кога е во прашање женската популација, што би препорачале вие, што одредена жена да направи во одреден период од својот живот? Ајде поврзано со овие испитувања. Споменавте нели семејна историја, промени во текот на животот. Кога е онаа граница кога треба една жена да се рече, јас треба ова да го направам и да побара такво испитување? Па види, најчесто кога зборуваме за женско здравје, тука се потсетуваме на репродуктивно здравје, на гинеколошки проблеми и слично. Во однос на тоа,
препораките за испитување за сексуално преносливи заболувања се број 1, односно секоја сексуално активна жена треба да прави барем еднаш годишно скрининг за сексуално преносливи заболувања, Така. кои што кај нас се прават со само еден тест, со само еден бриз, добиваме преглед на палета на поголем број на бактерии, вируси и дури и паразити, кои што може да се, да речам, тивки причинители, односно да бидат потполно незабележани, да нема никаква симптоматологија жената, а понатаму да со постојани долнокарлични воспалителни процеси кои што си траат да предизвика проблеми со репродукција, стерилитет и така натаму. Така што број 1 препораки се на 6 до 12 месеци проверка за сексуално преносливи заболувања, посебно како што се хламидија, ХПВ, вирусот, гонореја, сифилис, се што постои, да речам, Иако и треба да се сме тестира. современи, живееме во некое современие, сепак треба да се биде буден, така? Да, сепак мислам дека не толку често се проверуваат или се проверуваат жените тогаш кога ќе имаат проблем. Треба да се прават и рутински контроли, посебно во однос на гинеколошки проблеми. Понатаму, во однос на тоа кога е време да се направат генетски испитувања, се зависи и од фамилиарна историја. Пациенти кои што имаат фамилиарна историја за некои ретки заболувања или пак за карциноми се препорачува веќе од 25-та година Тоа да се сакам да прашам направат. кој е периодот кога треба некој да провери. Така. Од 25-30 години веќе се препорачува да се направат генетски испитувања за да се знае ризикот од појава на вакво заболување. Кога го знаеме ризикот, веќе знаеме што понатаму. Знаеме дали треба и други членови од фамилијата да се испитаат. Така што Дали препорачувате тоа пред формирање на семејството или после формирање на семејството? Кога станува збор нели за потенцијални генетски проблеми и здравствени предизвици на одредена личност? Значи, доколку се направат генетски испитувања уште пред формирање на семејството, тоа ни носи една позитивна страна да ние, ако знаеме дека имаме генетска мутација или предиспозиција за одредена болест, може тоа да се превенира. Значи да се прави пренатален тест при формирање на семејство, односно да се избере дали нашето поколение ќе превенираме да нема такво заболување, односно или ќе насочите со минимални последици во животот. Еден живот кој што нели ќе го заобиколи тој проблем. Так. Да. Дали соработувате со некакви меѓународни лаборатории, институции кои што се во оваа дејност, кои што овозможуваат проверка на квалитет, можеби на испитувања, дали сме, да речеме, до рамо со останатите западни лаборатории кои што го работат ова? Да, постојано имаме колеги и од Балканот и од Европа за некои испитувања, како што се, например, пренаталните тестови, праќаме материјал за анализа во Америка, кој што е директно во една од првите лаборатории. Да, конкретно ве за тие тестови, што значи пренатални тестови? Тоа се ВРФ неинвазивни пренатални тестови кои што се прават кога жената е бремена, од незината крв да се испита плодот кој што го носи. Така ние веќе уште во рана бременост од 10-тата недела можеме да го испитаме плодот дали има нормален број на хромозоми, дали има некаков ризик, бидејќи сега се подоцна остануваат бремени жените, сето тоа си носи ризик за појава на неуплоиди. Колку се повозрасни се зголемува ризикот од појава на неуплоиди. Така што ние веќе можеме и во рана бременост да се испита плодот, да се види дали
ќе има некои здравствени проблеми или не. Да, дали тоа често е барано сега во последно време од идните мајки? Па да, дури и помлади мајки често прават, затоа што тестот веќе е достапен, се знае дека има бенефит голем од него, дека може да се направи и мислам дека и во однос на тоа, ако самите ни дава мир тој тест, многу од пациентките го прават за да добијат еден спокојна бременост. Спокојна бременост, да. Да, како се прави тој тест? Мислам да се зема крв, практично јас не знам. Да, мислам дека сакаат да знаат идните мајки. Од 10-та недела во бременоста се зема па натаму, се зема само една епровета крв од мајката и потоа анализата е всушност од крвта на мајката се лови, да речам, фетална ДНК, односно парчиња ДНК кои што циркулираат. Професија. Да. Фактички во крвта на мајката циркулира ДНК од плодот кој што го носи, така да таа ДНК се лови, да речам, и се испитува понатаму. Да, колку трае временски од почетокот до резултатите? За една недела се добива резултат. Што се друго може да понуди вашата професија кога е во прашање не знам, женско здравје, но и иднина, еве споменавте раѓање на нов живот, тоест правилно насочување на бременост, па и понатаму грижа за детето, за бебето. Значи имаме Отичина многу е напред отиде на науката во тој дел. Значи во однос на генетски испитувања нормално можеме да понудиме за било какви ретки заболувања дијагностика која што е врвна со испитување на целиот геном или пак екзом. Тоа значи екзом значи испитување на 20.000 гени кои што ги носиме, кој што најчесто е препорачена дијагностичка техника за кога имаме сомнение за некоја ретка болест. Значи, дури од самото раѓање ваквите тестови се прават, нема некоја возрастна граница од кога може да се направи. Тоа е едно кога веќе имаме некаков проблем, нели? Друго, има пациенти кои што им се раѓа дете и сакаат од старт да му направат генетски профил, односно од старт им прават генетска лична карта. Да, еден вид генетска лична карта. Што содржина има таа генетска лична карта? Во неа се добива информација за носителство на ретки болести најпрвен. Потоа ризик за развој на некои заболувања како што се срцеви, невролошки, потоа карциноми, имунолошки и така натаму, метаболни нарушувања. Потоа се добива информација за полигенски ризик, тоа е едно од најновите, да речам, полезен тест за дијагностика, каде што се испитуваат илјадници мутации кои што заедно, ако се најдат на едно место кај еден човек, може да зголемат ризика. Сами по себе немаат доволен ефект за да предизвикаат болест. Потоа се добива информација за фармакогенетика, односно кои лекови нормално се метаболизираат и баш се добива една листа на лекови кои што нормално се метаболизираат кај таа индивидуа, потоа листа на лекови кои што не се метаболизираат добро, односно потребно е да се измени нивно дозирање, односно да се оди со помала или поголема доза од стандардната препорачана доза. Значи персонализирано. Така. Или пак може да добиме информација за кои лекови воопшто не треба да се употребуваат бидејќи би влијаеле токсично на тој пациент. Потоа се добива информација за нутригенетика, односно каков вид на храна добро влијае на индивидуата, каква физичка активност добро влијае, значи сето тоа може да се добие како информација со вакви сеопфатни тестови. Дали препорачувате ваква генетска лична карта да се направи и на возрасен човек? Да, секој што без знаци на некакви проблеми. Да, Колку е тоа современ пристап или можеби кај нас само е непознато, а на запад можеби веќе го прават? Па веќе се повеќе се прави и кај нас почнува да има интерес поголем. Сето тоа зависи од сопствените убедувања, да речам, на човекот. Некој не сака да си ги знае ризиците и болестите и слично, бидејќи постојано би бил во грч или
психички додатно терет би стварало тоа. Меѓутоа, има луѓе кои што сакаат пред време да си ги знаат ризиците и на тоа гледаат што да превземат околу превенирање, нели? Така што има различни групи на индивидуи. Ние како еве јас конкретно како молекуларен биолог би препорачала да се направат такви генетски испитувања затоа што многу има позитивен ефект во однос на превенција и спречување на ретки болести. Да, еве во нашата клиника сега ми се појави на прашање, секојдневно имаме повеќе десетици операции. Колку сте вие инволвирани во сите тие секојдневни работи, од кардиохируршки, така гинеколошки, ортопедски операции, уролошки, сите оние. Колку вие давате придонеси, колку сте важна алка во целиот тој систем на работата на клиниката? Па, можам да кажам дека најголемиот придонес моментално за болницата е за секој еден лежачки пациент кој што влегува во болницата и поминува одредено време. Многу често се прават респираторни панели, односно испитување за патогени кои што предизвикуваат респираторни заболувања. Многу често имаме пациенти кои што доаѓаат со нели проблеми со дишење и слично, па се додека се испитува кардиолошки, дали е проблем од пулмолошки, значи со само еден мал тест за неколку часа се добива исто така информација дали може би причинителот е од инфективна причина. И на тој начин многу брзо може да се отпочне со соодветна терапија. Дополнително тука да ги напоменам, имаме тестови исто така за гастроинтестинални заболувања, тестови за сексуално преносливи заболувања, за инфекции како што се хепатит Б, С, ХИВ. Тоа се едни брзи молекуларни тестови каде што само за неколку часа можеме да видиме во која насока да се движи терапијата на пациентот. А понатаму веќе и генетските испитувања се повеќе се вклучени, било да е во пациенти кои што се со кардиоваскуларни заболувања, кои што имаат генетска компонента, значи секогаш се предложува испитување се со цел за утврдување на фамилиарни предиспозиции и слично. Да, може ли да кажеме дека вие сте можеби еве и вратата на оние стоп за интерхоспитални инфекции, проверка постојано, така? Тоа да, дежурните полицајци во клиника. Баш, така? Да. Секој пациент кој што влегува во клиниката и кој што треба да се хоспитализира, дури да е најавена операција или ненајавена операција, обавезно се спроведува барем скрининг тест за најчести респираторни инфекции, затоа што, еве, дури да е здрав пациентот, да речеме, за него нели не е некоја сериозна мала настинка и слично, доаѓа да оперира нога, да речеме, меѓутоа тој пациент може да се легне до пациент кој што е имунокомпрометиран, кој што е со некаков ризик, кој што е со оперирано срце, отворен граден кош и слично, и за него тоа да биде кобно. Баш поради тоа, сите пациенти се скринираат и се сместуваат и менаџираат во болницата согласно и вакви наоди. Така, јас би напоменал бив неово една разговор за една новина која што ја имаме, тоа е Центарот за дебелина, тоест за менаџирање на обезност, нешто што е ново во клиникава. Чинам во јануари добивме и како клиника меѓународен сертификат за работа како еден од ретките сертифицирани центри за борба против обезност, третирање и менаџирање. Колку вашата струка, вашата професија има влијание во еден ваков центар? Што вие може да помогнете? Чинам дека бевте споменати дека ќе бидете една од алките која што ќе работи во менаџирање со пациентите. Така. Постојат тестови кои што тоа се вика нутригенетски тестови, кои што всушност испитуваат неколку гени кои што се поврзани со метаболизам на јаглехидрати, масти, физичка активност и слично, каде што се добива еден генетски профил при кој што се одредува каков тип на исхрана
одговара за таа индивидуа според генетиката. Односно, колкав процент на масти треба да прима, колкав процент на јаглехидрати и протеини на дневна основа. На кој начин функционираме? Функционираме што најпрвин со пациентот потпишуваме еден прашалник, односно се гледа дали прима некаква терапија, дали има некои други заболувања, висина, тежина и слично. Потоа се прави генетското испитување и на крај заедно со овие податоци од прашалникот, заедно со генетското испитување, следното ниво е нутриционист, односно се предаваат тие резултати на нутриционист и согласно сите овие информации спроведува персонализирано мени за исхрана. На тој начин многу по персонализирано е всушност пристапот за секој индивидуа кој што се бори со обезност и сака да намали килограми. Дополнително тука да ги споменам, има доста индивидуи кои што не толку ретко се нетолерантни на лактоза, нетолерантни на глутен или пак на други прехранбени продукти. Така? Тоа постојат тестови во нашата лабораторија кои што се спроведуваат и за неколку часа се одредува дали таа индивидуа има некој. За неколку часари. Да. Дали има генетски брзо, па со новите методи, со real time PCR методи, за само неколку часа се добива информација дали индивидуата има проблем, односно има ризик за нетолерантност кон лактоза или нетолерантност за глутен. Или пак имам исто така широки панели каде што се одредува моментална состојба, односно се детектираат антитела кои што се створени во организмот против 90 различни прехранбени продукти. Значи разни млека, разни меса, зачини, овошја, зеленчуци и така натаму, каде што се добива баш една листа што таа индивидуа треба да избегнува, а што може да конзумира. И на тој начин, заедно со овие тестови, многу поперсонализиран е пристапот за менаџирање понатаму на еден пациент. Така, ќе улесните работата и на нутриционистот, и на кардиологот, и на сите други што го следат пациентот. Точно. И пред да го дефинираме овој центар така за менаџирање со обезност, имавме десетина случаи каде што имавме пациенти со енормна телесна маса, па ги третиравме. Дали бевте вклучени тогаш како искуство да споделите дел од таа работа, колку вашите податоци дадоа придонес во нивната состојба, подобрување на состојба? Да, овие тестови постојат уште од пред да се отвори центарот за обезност, меѓутоа сега да речам многу по мултидисциплинарно и насочено, односно тука се вклучува веќе и нутриционист, и ендокринолог, и кардиолог и сите оние специјалности кои што психолог исто така, значи се што е потребно за да има всушност најголем ефект она што ќе се превземе за пациентот. Така што уште од пред отварање на центарот се праве овие испитувања, меѓутоа сега е уште поструктурирано, да речам, и многу понасочен третманот. Така, конкретно еве да завршиме повторно со жените, оти месец на женско здравје, што би им препорачале на сите жени кога е во прашање вашата работа, каде може вие да им помогнете со тоа што го работите, со информациите, податоците од вашите испитувања и колку лесно или тешко сте достапни, како човек, жена сака да најде информација за вашата работа, дали треба да се обрати до матичен доктор, дали треба да дојде директно може кај нас во клиника, да побара одредено испитување, да ја објасните и ефектот од тие резултати. Секој што се интересира и што има проблем или кој што сака превентивно да превземе нешто, може слободно да ни се обрати во клиниката, директно на инфошалтерите. Имаме генетски консултации, имаме консултации кои што може да ги направиме и согласно проблематиката така за секоја жена, да препорачаме што понатаму. Превенцијата е клучна и редовните контроли се клучни за женското здравје. Така што сметам дека секој треба да обрне внимание на себе, односно чести контроли, па и доколку има потреба превентивни генетски испитувања,
секогаш да бидат проактивни, да не чекаат да настане проблем, па потоа да бараме решение. Да. Марија, јас ти благодарам за овој искуствено интервју. Ова е само, можам да кажам, загребување по површината на темите кои што ги работите. Так. И ви за мене како новинар, нели? Во иднина секако имаме многу за што да зборуваме. Вашиот сектор се развива така и постојано ги следите новините кои што доаѓаат во светот и науката. Останува да најдеме нови теми и да ги разработиме во иднина. Так. До тогаш ви посакувам многу успех. Фала многу. Додатно, она што го имате почнато како докторски студии да ги завршите, па да прозборуваме нешто и во таа насока. Фала многу на поканата. Супер беше разговор. Да, фала и на вас. За сите што не следите, исто така пораката е да коментирате, прашувате, тука сме да одговориме. Одбележуваме месец март, месец на женското здравје. Доколку сакате одредена тема да обработиме, слободно напишете ни, тука сме да ја сработиме со нашите доктори и други колеги. Од мене и од тимот кој што го подготвува подкастот, пријатно.